ќе бидеме конструктивна опозиција која ќе ги критикува мерките на новата влада кои не се во интерес на граѓаните. Беше истакнато на денешната панел дискусија која организираше ВМРО-ДПМН по повод 27-миот роден ден на партијата. На тема единствени кои носат инвестиции и отвараат работни места дебатира Христијан Мицковски, Виктор Мизо, Жика Стојановски и Драган Цуклев. Мицковски се осврна на даночната политика на новата влада, која предвидува зголемување на даноците. Според него, таа нема да има бенефит и ќе донесе зголемување на даночната евазија. Станува збор за нова даночна политика која ќе биде поразлична од онаа која што ја практицираше владата на предводена од страна на ВМРО-ДПМН и која што сама по себе вклучува зголемување на даноците, односно напуштање на онаа пракса на рамен данок која што беше признато од сите релевантни меѓународни институции како што се Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд, сите оние аналитичари и критичари кои што се активни во регионот па и пошироко. Предлог на политика која што можеме да се сомневаме, односно да извлечеме заклучок врз основа на фактите во минатото дека не само што не беше функционален, туку можеше да придонесе во така наречена даночна евазија, да ги стимулира неплаќање на даноците. Директорот на дирекцијата за зони Виктор Мизо истакна дека како резултат на спроведените реформи во изминатите 10 години, владата на ВМРО-ДПМН го подобрила имиџот на земјата како поволна дестинација за инвеститори, а тоа говорат и бројките за 25 фабрики во тир за зоните кои отвориле 9000 работни места. Имаме голем број на технолошки индустријски развојни зони каде што имаме функционални компании, каде што во моментов се креирани над 9000 работни места. Бројот на овие работни места до крајот на годината само во овој компании треба да достигне над 10.000. Тука зборуваме на 25 компании кои се корисници во овие зони, но вкупната бројка само во производствените дејности во Македонија надминува над 20.000 креирани работни места. Има можност да стигнеме до една извозна бројка од 2 милиарди евра само од технолошки индустријските развојни зони. Овие 2 милиарди евра воопшто не постоеа пред 10 години. Значи, сето ова е инкрементално, дополнително, и ако се земе во обзир дека минатата година 40% од вкупниот извоз доаѓаше во зоните и таа бројка дури може да се зголеми до крајот на оваа година, гледате дека колку е контрибуцијата кон домашната економија. Пратеникот Драган Цуклев пак за мерката на новата влада, која предвидува поврат на ДДВ од 15% на граѓаните, според него нема да има бенефит, како мерката повластена даночна стапка на одредени производи која практикува владата на ВМРО-ДПМН. Ако земаме едно македонско домаќинство со потрошувачка кошница од 30.000 денари, во кој што ќе се сложите 15.000 денари се производи кои што се оданочени со 5% ДДВ, а нека бидат 15.000 со 18% ДДВ, вкупниот повраток на месечно ниво за тоа домаќинство со потрошувачка кошница од 30.000 денари ќе биде некаде околу 400 денари. Значи далеку од онаа што помпезно најавува на плюс плата за секој граѓани. Бенефитот за граѓаните од проширувањето на листата на производи со повластена стапка од 5% во сите овие изминати години е многу поголем од онаа што како финансиски ефекти кои добијат граѓаните нели од помпезно најаваната плюс плата за секој граѓанин. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски истакна дека важно за новата влада е и локалниот економски развој. Потенцираше дека општина Илинден е една од општините која благодарение на соработката со централната власт реализирала голем број инфраструктурни проекти и успела невработеноста да намали од 38 на 6% во изминатите 10 години.